Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Со сума во висина од 4 милиони денари, општина Тетово ќе го субвенционира јавното предпријатие Тетово Транспорт. Несовесните граѓани продолжуваат да фрлаат најразличен смет во реката Пена. Од општината велат дека планираат чистење на Пена во јуни. На Тетовско-гостеварското подрачје во полициска контрола биле санкционирани 8 возачи кои возеле под дејство на алкохол, а биле казнети 23 возачи кои пристигнувале на забранети места. Со финансиска поддршка во висина од 4 милиони денари, општина Тетово ќе го субвенционира јавното предпријатие Тетово Транспорт. Причината за помошта лежи во негативното салдо на предпријатието, но и да не се зголемува цената на билетот, за како што појаснуваат од општината, тоа не се одрази врз џебот на граѓаните, а имајќи предвид колку е важен јавниот превоз во градот. Општина Тетово ќе го субвенционира предпријатието Тетово Транспорт. Ова беше една од точките на дневниот ред во рамки на 8-та седница на Советот на општина Тетово. Идејата за помош е поттикната од негативното салдо на предпријатието, кое на крајот од 2022 година изнесувало минус 4 милиони денари. Причината зошто предпријатието досега функционира со загуба. Од општина Тетово ја наведуваат токму цената на билетот, која за едно возење во моментов чини 20 денари, а имајќи предвид колку е важен јавниот транспорт за град како Тетово. Од општината излегоа со став дека за да не се зголемува цената на билетот, сумата која што му недостасува на предпријатието ќе биде надокнадена од страна на општината. Имаме и неколку точки ЈП Тетово Транспорт, меѓу кои за давање субвенција. Јавниот превоз работи со загуба, но знаеме колку е важен за граѓаните почиста животна средина, па за да им излеземе на пресред, нема да ја зголемиме цената на билетата за граѓаните, туку ќе направиме субвенција од Советот на општина Тетово. Овие се поради тоа што за 2022 година, значи предпријатието функционира со негативно салдо 4 милиони денари. Толку што им фали, толку ќе субвенционира Советот на општина Тетово. Еднократко, да, додека ќе се направи правилникот. Кога ќе се направи правилникот, после по секој километар ќе се субвенционира предпријатие. Знаеме причината зошто функционира со негативно салдо, значи еден билет за граѓаните е 20 денари. За да дојде до позитивно салдо треба да стигне до 100 денари билетот за граѓаните, што е нелогично и невозможно да го ставиме тоа цена. Поради тоа ние ќе го субвенционираме, ќе направиме една математика со сметководители и финансиери и ќе направиме некоја добра математика за да го субвенционираме по секој километар што го прави транспорт. Предпријатието транспорт. Од Советот ќе се дискутира и можноста за перманентно поддршка на јавното транспортно предпријатие, затоа што веќе се знае дека ваквите предпријатија со ваквите цени не може да функционираат без поддршка од страна на општините кои се оснивачи на тие предпријатија. Тоа се гледа и од завршената сметка за 2022 година на предпријатието, каде се гледа дека предпријатието има потреба за да се субвенционира од страна на локалната самоуправа. Инаку на дневниот ред во состав на 8-та седница на Советот се најдоа вкупно 22 точки, меѓу другите и предлог одлуките за годишен финансиски план на основните и средните училишта и градинките во рамки на општина Тетово. Денеска и советниците на општина Брвеница ја одржаа првата седница во новата година, на чиј дневен ред се дискутираше и одлучуваше за 11 точки. Денеска ја имавме седницата која имаше во себе неколку програми, бидејќи како прва седница од Советот на оваа година, секоја година ние имаме своји планови и изработувавме програми кои се однесуваат за заштита на животот на граѓаните, за пожарите и
болестите и така за населението имаме изготвени програми. Исто така и во делот на програмата и на активностите на општина Брвеница имаме и програми за заштита на здравјето на население, за заразните болести. Имаме програма за изработка на урбанистички планови на општина Брвеница. Имаме исто така некои барања за зонско паркирање на лицата кои се со посебни потреби и програми за управување на отпад на општина Брвеница. Несовесните граѓани продолжуваат да фрлаат најразличен смет во реката Пена. Тетовчани вината покрај во нив ја гледаат и во надлежните институции кои треба да покажат поголема грижа за природата. Од локалната самоуправа велат дека планираат чистење на Пена во јуни. Зголемениот водостој на Пена не го покри сметот во речното корито. Најлоша е состојбата во долниот дел од теченијето, односно во тетовската населба Деревој. Пластични шишиња, градежен материјал, мебел и други отпадоци. Тетовчани велат дека тоа е одсликува негрижата на граѓаните, но и на институциите кон природата. Се фрля. Шполети фрлаат, шотини отпади, јамбулие, тепи си фрлаат, све тоа. Тебе ред има малу. Све е до луѓето, мислам, а и до одржувањето. Се одржува еднаш на, да кажем, на 10 година можда, а тоа не е доволно, значи треба почесто. Сум видела кој фрля и у реката. Срамота. И греота. Од зграда фрля, у река фрля. Стај у контейнер. Што те кошта? Штетите се големи, се загадува водата со која се наводнуваат земјоделски површини. Според последните анализи на Центарот за јавно здравје, Пена спаѓа во втора категорија. Воедно се зголемува и ризикот од поплави. Од општина Тетово велат дека ќе чекаат подобрување на временските прилики за да започнат со активности за чистење, но ги повикуваат и граѓаните да бидат посовесни. Општина Тетово работи на посериозна стратегија и план за чистење на речните корита, што ќе вклучува континуирано уредување и одржување на хигиената и чистотата. Во надлежност на општина Тетово се речните корита на реката Пена, реките во Мала и Голема Речица, како и Поројска река. Конкретно, активностите за чистење на реката Пена ќе започнат во месец јуни. Чекаме да поминат зимава и пролетта за да се стабилизира водостојот на Пена, кој што знае да варира, нели, со топењето на снегот, односно со затоплување на времето. Воедно апелираме и до граѓаните да бидат посовесни и да се грижат за чистотата, да не фрлаат отпадоци во реките и покрај нив. Инаку досега никој не е казнет за фрлање смет во речните води. Граѓаните сакаат стабилност, сакаат ред и поредок, сакаат прогрес и решенија, сакаат реален и подобар живот. Република Северна Македонија ќе продолжи по европскиот пат, порача премиерот Ковачевски на конференцијата Година на нови можности што се одржува во Скопје. Добро е што го има овој настан, бидејќи на ваков настан ние не гледаме само презентација на тоа што е направено, туку напротив гледаме панел дискусии каде што представници на владата, представници на меѓународната заедница, представници на академската заедница, представници на бизнис заедницата разговараат помеѓу себе. И една од клучните теми, кои што го кажав во моето обраќање, е остварувањето на стратешката цел продолжување на преговорите со Европската унија. Бидејќи да се разбереме, погледнете ги споредбите со државите кои што беа дел од комунистичкиот Варшавски сојуз, какво беше нивното ниво на развој пред да станат членки на Европска унија визави сега кога се членки на Европска унија. Незамисливо беше порано, значи незамисливо, вие сте помлада, јас сум постар од вас, незамисливо беше наши граѓани да одат да работат во Чешка, во Словачка, во Полска, во Романија за повисоки плати. Членството во Европска унија на тие држави им возможи на неколку кратно ниво да го зголемат нивото на бруто домашен производ, да го зголемат бројот на компании, да имаат странски компании кои работат во нив, бидејќи компанија од Германија или компанија од Франција, која што ќе отвори компанија своја подружница во друга земја членка на Европската унија, таа работи на единствениот европски пазар. Нашите граѓани го очекуваат тоа: поголеми плати, подобро здравство, подобро образование на ниво на земјите од Европска унија, а тоа се остварува со членство во Европската унија. Друг алтернативен пат не постои.
Министерот за правда Никола Тупанчевски денеска изјави дека се уште трае истрагата во врска со бегството од затворот Идризово. Знаете дека првиот човек на управата за извршување на санкции е разрешен на една од седниците на влада и во коментирањето, сугерирањето на тоа како би требало да биде правниот епилог за сите овие настани што не се случуваат, би требало да се има комплементарен пристап, а тоа значи дека каква и да е одговорноста и за било кого, за било кој субјект би требало да биде индивидуална, потенцирана и констатирана. Во таа насока, значи, се уште трае истрагата, се уште се констатираат дефектите, недостатоците кои што беа поврзани со последните настани и јас верувам дека сето тоа ќе има и правен епилог. Конфедерацијата на слободни синдикати на денешната пресконференција побара повлекување на предлог законите за плати во јавниот сектор и за работни односи. Наместо да ни се дозволи колективното преговарање, како што беше и до сега, значи таа можност ни се одзима и се прави една контрола врз синдикатите и врз колективното преговарање, со што се загрозува и обстанокот на синдикалното организирање во јавниот сектор. Наместо согласување на платите, ние добиваме деградирање по сите основи со овие два нови предлог закон. Впрочем, за тоа зборуваше и Државната комисија за заштита од дискриминација во делот на покачувањето на платите само во еден орган во државата, а тоа е Министерството за финансии и можноста да се покачат платите само во Министерството. Јасно и недвосмислено кажаа дека и противуставно и дека е дискриминирачко и дека тоа може и било кој да го обжали на Уставен суд. Зашто? Затоа што таа одредба треба да важи за сите, а не само за Министерството. Ние тука како конфедерација го поздравуваме тој потек, да се покачат платите и да се усогласат, но истото треба да се направи во целиот јавен сектор. Што содржи овој закон за плати во јавниот сектор? Значи, содржи дека работодавецот, доколку нема пари за исплата на таа сума која што е предвидена, дека може со обичен акт да ни ги намали платите, во корелација со законот за работни односи, каде што до сега и во овој постоечки закон колективните договори важат се додека не се потпише нов колективен договор. Во законот се предвидела дека ќе важат само 2 години. Тоа значи дека целата борба на синдикатите во претходните 10-20 години се фрла во вода и оно што го имаме стекнато право по коефициенти на сложеност на работно место, по стручност и образование, веќе нема да важи. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. 42-годишникот Тетовски порој вчера вечер во 21 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 19 часот во Тетово неговиот малолетен син физички бил нападнат и со остар предмет повреден од друг малолетник. Пријавениот малолетник со неговиот татко, исто така од порој, нешто подоцна се пријавила во полициската станица Тетово. Случајот е целосно расчистен и ќе биде заокружен со соодветен поднесок. Вчера во СВР Тетово било пријавено дека околу 3 часот и 30 минути во Тетовската клиничка болница бил донесен малолетник од Тетово во тешка здравствена состојба, без траги на насилство. По укажаната лекарска помош, околу 7 часот малолетникот починал. Јавен обвинител, екипа од СВР Тетово и лекар по судска медицина извршиле увид, а по наредба на јавниот обвинител телото било предадено на семејството. Изминатиот викенд во угостителски објект на улица ЈНА во Тетово бил затекнат малолетникот Тетово. Повикан е неговиот родител, а на сопственикот на објектот му бил изготвен соодветен поднесок по законот за прекршоци против јавниот ред и мир. СВР Тетово повторно ги потсетува угостителите на ова подрачје дека не треба да им овозможуваат престојување на малолетници по полноќ и дека во спротивно ќе се соочат со прекршочни санкции и со парични глоби од 50 до 150 евра во динарска противредност. Доколку малолетниците се послужуваат пак со алкохолни пијалаци, за угостителите предвидени се парични и затворски казни од 1 до 3, односно до 5 години, зависно од возраста на малолетникот.
37-годишен тетовец пак денеска во 8 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека ноќеска било одземено неговото патничко моторно возило Opel Astra со тетовски регистарски ознаки, кое го паркирал на улица Гоце Делча во Тетово. Се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото и расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 25 минути 50-годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека на улица Тоде Богдановски во Гостивар бил каснат од куче скитник. Вчера на територијата на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за санкционирање возачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, во која полицијата санкционирала 109 возачи. Вчера од 11 до 17 часот секторот за сообраќајни работи и мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата спровеле акцијска контрола на територијата на СВР Тетово за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. При контролата санкционирани се 109 возачи, од кои 22 за возење без возачка дозвола, 44 за непрописно вградени фолии, 6 за истечена важност на регистрација и 8 мерки кон возачи кои вршат јавен превоз на патници. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. СВР Тетово апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесат за побезбедни патишта во регионот и пошироко. Изминатиот викенд на Тетовско-гостиварското подрачје во полициска контрола биле санкционирани 8 возачи кои возеле под дејство на алкохол, а исто така биле казнети и 23 возачи кои пристигнувале на забранети места. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со координирани контролни активности, во чие средиште се различни видови прекршоци. Изминатиот викенд при контрола спроведена во ноќните часови на Тетовско-гостиварското подрачје биле откриени и санкционирани 8 возачи кои ги управувале возилата под дејство на алкохол, 4 во Тетово и 4 во Гостивар, а еден возач од Гостивар одбил да се алкотестира. Сите прекршители биле веднаш исклучени од сообраќај и изготвени им се соодветни поднесоци, со кои е предвидена парична глоба од 250 до 400 евра во денарска противредност и заштитна мерка временно одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Во овој период исто така спроведена е и засилена акцијска контрола за пристигнување, во која биле санкционирани 23 возачи, 16 во Тетовско и 7 во Гостиварско, а кои пристигнувале на забранети места. Покрај тоа, во двете контролни активности откриени се и 19 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите да не консумираат алкохол доколку возат, да ја прилагодат брзината според условите на патот и да не пристигнуваат на непрегледни и забранети места, со што непосредно ќе придонесат за поголема сообраќајна безбедност во Полошкиот регион и пошироко. Ова дотолку повеќе што се најавуваат снежни врнежи, влажни коловози и отежнати услови за движење на возилата, посебно кон Попова Шапка, Стража и Маврово.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!